Општината го реновираше целосно основното училиште Лазо Трповски. Покрај тоа ја реконструиравме и спортската сала, бидејќи подната подлога веќе беше од полиуретан, меѓутоа беше целата искривена и главната причина зошто беше така оштетена е затоа што во подот имаше влага. Тогаш одлучивме да искршиме целата кошулица. Таа кошулица е без било каква изолација, поставивме изолација, но констатиравме дека олуците од спортската сала сите практично одат во темелите на спортската сала и без разлика што сме ставиле ова изолација, повторно нас ќе ни се подигне подот и бадијела сме ги инвестирале овие 4 милиона денари за реконструкција на спортската сала и за поставување на нова подна подлога. Од тие причини одлучивме сите олуци овде од спортската сала да ги ставиме во атмосферска канализација и од едната и од другата страна, така да значи дека спортската сала ќе биде целосно дренирана и оваа инвестиција ќе биде конечно заштитена. Ќе имаме изолација термичка од 2 сантима стиропор на подлогата, ќе имаме кошулица како што треба и имаме исто така полиуретанска подлога за да може децата да користат спортската сала во сите временски прилики, но во исто време исто така и реновиравме, ја кречевме оваа спортска сала, што значи дека впечатокот и амбиентот за нормално функционирање на учениците во основното училиште Лазо Трповски е комплетен. Какви се условите во спортската сала во Лазо Трповски после незината темелна реконструкција? После долги години, значи, за прв пат е реновирана салата, мислам, подлогата доле во салата, и јас кога сум учел овде, таа уште тогаш беше подигната на некои места, не беше равна. И еве после толку години се реновираше, се стави нова подлога. Подлогата е Герфлор, значи една од најквалитетните во светот подлоги кои што ги ставаат во салите, кај што се играат, пример, светски првенства во, не знаме, во ракомет, во одбојка, се играат на такви подлоги, каде што има и амортизација, не како во другите сали што ставаат ПВЦ пластика. Да речеме, од подобрите подлоги и во другите училишта, не знам во Македонија дали има ваква подлога. Со оглед на тоа дека вие сте спортски работник, претпоставам дека сте биле во повеќе училишта, не само во Македонија, туку и надвор од границите, има ли вакви спортски сали? Сали има сега градат нови, од тие што ги правеше државата пред неколку години, меѓутоа со ваква подлога до сега немам видено. Еве сега бев пред некој ден во Тетово, игравме надпревар, исто во училишна сала, тие новите, ваков под немаше, имаше ПВЦ подлога.